Повод за денешната пресконференција е уште еден голем скандал во режија на Груевски и ВМРО-ДПМН. Скандалозниот документ кој денес ќе го објавиме дополнително ги подгрева сомневањата за наводно искрените намери на режимот на Груевски да организира фер и демократски предвремени избори. Премиерот во 2 наврати го прогласи избирачкиот список за прочистен. Поточно, да бидеме прецизни, во своето интервју на 20 февруари Груевски изјави, цитирам: "Избирачките списоци, како што беше објавено, се прочистени по долга и макотрпна работа на државните институции. Еве, уште еден доказ дека Груевски грубо ја лаже јавноста за еден од најважните предуслови за фер и демократски избори." Почитувани, ова е извадок од записникот од 112-та седница на владата на Република Македонија, одржана на 21 декември 2010 година. Како што може да забележите, владата на Груевски на затворена седница, како точка 14, разгледувала информација за ажурирање на избирачкиот список. Внимавајте, меѓу другото, Груевски на владината седница заклучил, повторно цитирам: "Се задолжува Министерството за правда, Управата за водење на матичните книги во соработка со МВР до 31 мај 2011 година, повторувам, до 31 мај 2011 година, да направат ажурирање на податоците за матичен број на починатите лица за период од 1950 до 1980 година на територијата на цела Република Македонија и за истото Министерството за правда во првата недела од месец јуни 2011 година до владата да достави информација." Затварам цитат. Господине Груевски, кој сега лаже, кој блефира? И должите одговори на јавноста. Кој ви дал право, само вие и вашата влада, на затворена седница да разгледувате и оценувате колку е прочистен избирачкиот список? Зошто тоа сте го правеле тајно на затворена владина седница? Господине Груевски, врз основа на што тврдите дека Собраниската комисија ќе може да утврди дека е прочистен избирачкиот список во рок од 7 дена, кога и вие самите сте заклучиле дека тоа може да се случи до 31 мај 2011 година? Господине Груевски, јавно ве повикуваме да престанете со бруталното политичко насилие. Престанете да се надмудрувате преку медиумите. Не губете време, прифатете ги нашите разумни предуслови и да одиме на слободни, фер и демократски предвремени избори. Ако толку верувате дека ве сака народот, нема потреба од фингирање и страф. Во спротивно, сите штетни последици за државата ќе бидат ваша одговорност. Благодарам и стојам на располагање за евентуални прашања. НСДП денеска инициираше опитувањето и БУИ да се организира лидерска средба, на која што би се направил обид последен да се усогласат ставовите околу барањата на политичките партии. Па видите, нашиот однос и став кон лидерските средби е општо познат. Ние сме учествували во минатото. Евентуалната ваква лидерска средба би искористиле како уште една шанса на Груевски да му кажеме нашите услови кои што треба да доведат до организирање на слободни и фер предвремени избори. Почна поставката за избор на председател на Државната изборна комисија. Добро. 8 дена трае конкурсот, вас ќе ви дадат 3 дена нели е рок да предложите кандидат. Вчера јавно соопштивме и бевме многу јасни и прецизни. Ке дозволите уште еднаш да повторам дека ваквото политичко брутално насилие на Груевски и ВМРО-ДПМН не ја води државата никаде. Значи, ќе искористам оваа прилика уште еднаш јавно да ги опоменам Груевски и ВМРО-ДПМН да не се занесува дека можат да изберат председател на ДИК без консултации со опозицијата. Значи, тоа е многу јасна и прецизна законска обврска и од тоа бегање нема. Значи, и за ова во неколку наврати јавно соопштивме кој е нашиот став. Ако Груевски и ВМРО-ДПМН продолжат со стилот на политичко насилие
и ако сакаат додат на предвремени избори единствено под нивни услови, тогаш нека има со среќа. Благодарам.